Добро вечер и добро дојдовте во најновото издание на информативната емисија Отворено за. Вечерва мој ваш гостин е господинот Горан Торбаков. Ке разговараме за диаспората. Неоткинливо ткиво од македонскиот етникум, најчесто многу далеку, но сепак со мислите во родната земја постојано, како што велат луѓето од диаспората, за диаспората, за врските, за татковината, за лобирањето, но и за губењето на трите претенички места во собранието на Република Македонија. Ке говориме откако ќе ни кажете пред 26 години ја напуштивте Република Македонија, одлучивте да живеете во Австралија, но еве веќе неколку години сте во Македонија се вративте. Најпрво ви благодарам за поканата да учествувам во вашата емисија. Точно пред 26 години, уствари 26 години живеев во Австралија, веќе сум во Република Македонија последните 5 години. Ја напуштив како еден млад човек кој што во времето кога ја напуштив Република Македонија се осамостојуваше, имав прилика да посетам многу блиски членови на мојата фамилија, така да една кратка посета прерасна во 26 години кои што ги помина во Австралија, а се вратив пред 5 години, едноставно заради тоа што Македонија ја доживував како една земја која што многу брзо напреднува, од било кој аспект, дали е тоа економски, дали е тоа културен и така натака, што едноставно се решив да се вратам назад и да видам дали може моето искуство, моето знаење, моето професионално и животно искуство да го пренесам колку што можам во Република Македонија и да помогнам на мојата држава, на мојот народ да еден или на друг начин се искористи, сакам да кажам, сето она кое што сум го стекнал во тие 26 години. 26 години живот во Австралија е многу поразличен од Македонија, според она што го кажуваат нашинците кои што живеат таму и се враќаат тука во Македонија. Што е она што го стекнавте таму како знаење па го пренесовте тука во Македонија? Точно, животот е многу поразличен, меѓутоа и на некој начин и не е, зависи можеби како човек ги гледа тие работи. Сепак Австралија е едно малце по друго општество во смисла првени на системското политичкото уредување. Стекнав, па видете, можам да кажам дека најпрво човечките особини, кога еден човек ствара, расте, живее, работи во едно општество каде што многу работи се поинаку предодредени или организирани. Имам работно искуство во повеќе интернационални корпорации во Австралија. Сметам дека тоа искуство е исто така премногу значено. Желбата да се помогне на Република Македонија, патриотизмот никопат не бил нешто што ми недостасува. И кога веќе ќе се најде еден склоп на сите тие, како да кажам, и персонални, и лични, и професионални искуства, сепак сметам дека имам навистина што да понудам и во овие 5 години сум допринел во многу полиња во општествениот и административниот живот во Република Македонија. За нашинците кои што се насекаде низ светот, дали населени, велиме дека се тие нашите лобисти. Колку знаеме да ги искористиме? Па, како држава, ние добро ги искористуваме. Добро искористуваме диаспората, бидејќи во средините каде што живее, да кажам, во едно развиено општество како што е Австралија, тоа е и секаде мултиплицирано, дали е во Америка, дали е во Канада, дали е во било која европска земја, која што се смета за мултикултурна држава. Вредностите кои што луѓето ги имаат или слободите кои што ги имаат нормално да се изразуваат на својот мајчин јазик во склопот на нивната заедница, да си ја гајат културата и религијата, се едни од главните фактори со кои што ние, дали е тоа намерно, во смисла планирано, или спонтано, ние лобираме за Република Македонија. Со тоа што на сите, како да кажам, на сите прослави кои што, да речеме, една организација или едно пензионерско друштво или едно културно-уметничко друштво
секоја година ги празнува по било каков повод кој што е поврзан со македонската култура, македонската историја, македонската национална определба, секој пат учествуваат и видни политичари или луѓе кои што навистина се инволвирани во носењето на некои клучни одлуки во политичкиот или општествениот живот во Австралија или во државите каде што сме. Самото тоа нормално го издига нивото на македонската диаспора и на сите наши македонци, со тоа што ги запознаваме многу поблиску со нашата мирољубива култура, нашата богата историска култура, нашиот јазик, нашите обичаи, нашите традиции. И тоа е, можам да кажам, еден спонтан начин. Меѓутоа, постојат и организации, сериозни организации во целата диаспора, кои што професионално се бават со лобирање за македонската кауза. Изборам лобирање од највисоко ниво, со нормално во склопот на општеството каде што се. И јас сметам дека дали е тоа суптилно или директно, повеќе е директно него суптилно, минатата влада на Република Македонија последните 10 години многу добро не само што го искористи тоа, него и го поттикнуваше во смисла со различни проекти кои што беа возможени преку Министерството за надворешни работи, Министерството за култура, проекти кои што се поврзани со културниот аспект на диаспората, на нашинците кои што живеат во диаспората, со проекти кои што се поврзани со подобрување на националната не свест, него проекти кои што ја збогатуваат националната определба на луѓето и така натака, што е и уште еден доказ дека навистина сите тие организации допринесуваат, а секако државата е запознаена со или запозната со работата со која што они се бават. Можам да кажам дека и во многу случаеви директно се вклучени во смисла на припремање на одредени, да кажам, дали е тоа сенатор или е член на парламентот, парламентарец, или е некој политичар на повисоко ниво, каде што сите овие лоби групи претходно имаат одреден број на состаноци, на лобирања, со кои што се припрема, да речеме, дури некаква одлука која што треба една држава да донесе во врска со Република Македонија, несомнено пред и после официјалните билатерални или мултилатерални односи кои што Република Македонија ги има. Претпоставувам дека со вакви лоби групи често сте контактирали и вие. Колку меѓусебно повеќе лоби групи соработуваат? Колку заедно креираат некоја национална стратегија или настап за да бидат поуспешни од лобирањето? Не е така едноставна работа. Апсолутно. Моите сознание е дека соработуваат, меѓутоа треба да разберете дека соработувањето е многу, можеби малце и потешко кога се работи за лобирање во различни системи, во различни континенти, во различни временски периоди и како да кажам, во општества каде што можеби начинот на кој што треба да се излобира е многу поразличен во Америка, него ли во Австралија, него ли во Канада, него ли во Германија. Така да јас претпоставувам и не претпоставувам, него и сигурен сум дека соработуваат, меѓутоа да имаат можеби некоја заедничка агенда е многу тешко, заради тоа што агендата на еден или на друг начин согласно тоа во која држава се наоѓаат и какви се постулатите политички и општествени во таа држава, нормално влијае врз начинот на кој што они треба да бидат флексибилни, да ја сменат политиката за лобирање и така натака, со што сметам дека доколку има еден заеднички став, би било тешко и да се изведе. Во секој случај, ставот на сите и тоа е една од големите причини што тие лоби групи постојат, е секако да Република Македонија пред се биде призната како Република Македонија, да ни биде признаен нашиот јазик, нашиот идентитет, сувереноста на државата, културата,
а и секако правата, па и обврските кои што ние како членови на тие општества ги уживаме или сме должни да ги почитуваме таму каде што сме. Имаме ли како Република Македонија, како држава, одговорен однос кон сопствената диаспора? Во претходниот парламентарен состав имавме тројца пратеници. Едниот беше од Австралија, од земјата во која што вие сте поминале 26 години. Што тоа значеше за нашите онаму каде што се, нели, во диаспората? Се слушаше ли преку тие тројца пратеници нивниот глас, нивните идеи, нивните потреби? Апсолутно. Видете, на последните два парламентарни избори, не вклучувајќи го и последниот на 11 декември, диаспората имаше секупа тројца пратеници. Значи, досека имало 6 пратеници. Секако дека нивниот глас беше многу добро представен во парламентарниот дом, со различни проекти кои што они ги ветија на своето избирачко тело тамо каде што се. Кампањата или кампањите кои што ги водеа беа малтене слични кампањи кои што би ги водел било кој политичар во Република Македонија, меѓутоа со една разлика што националниот интерес, националните прашања, може би и зближувањето на диаспората од различни аспекти, како што се подобри услови во конзуларните представништва, поддржување, како што реков, на сите организации, друштва, лоби групи и така натака, кои што постојат во диаспората, да имаат еден пристап, може би не толку до средствата кои што Република Македонија може да ги одвои, бидејќи верувајте дека тие средства се минори во споредба што средствата со кои што тие организации може да ги добијат од локалните власти или од државите тамо каде што се. Меѓутоа, сепак, размената на искуства со организации кои што се тука, креирање на заеднички проекти, тоа е тоа кое што навистина е битно, али меѓутоа националниот интерес е едно од клучните прашања за кои што навистина диаспората е заинтересирана. Секако и со тоа што било кој што ќе гласа во диаспората за било која политичка опција што ќе се одлучи, гласа за една платформа на една политичка партија која што ќе успее да ја однесе Македонија на едно место каде што имаме економски развиена држава, каде што има просперитет, каде што сите тие кои што се во диаспората, без разлика дали се таму 2, 3, 5, 6 месеци, 20 години или 15 години, ќе бидат горди од сето она што е направено во државата и ќе бидат дел од целиот тој процес кој што се случува во државата. Така да, навистина, во одговор на прашањето, постои и како голема поврзаност, а пратениците, барем до сега, во последните два мандати, не вклучувајќи ги последните избори, и како имаат допринесено за тие односи кои што диаспората ги има со матичната држава, како никој пат до сега. Сега велиме, после два изборни циклуси и 6 освоени парламентарци, представници во највисокиот законодавен дом во Република Македонија на последните избори на 11 декември, се случи она што претпоставувам дека никој не го посакуваше, најмалку луѓето кои што се во диаспората. Цензусот не се помина, па диаспората остана без свој представник во парламентарниот дом. Кој е вашето мислење? Зошто не се исполни оној законски цензус? Зошто иселениците, иако во доволен број пријавени, нели, дека ќе гласаат, не испаднаа да гласаат? И дали може би е неопходно за следните избори да се размислува, да се отворат или да се овозможат што повеќе избирачки места? Апсолутно и одлично ви е прашањето. Видете, од секој пат прашањето околу гласањето на диаспората е нешто кое што и многу луѓе и во Република Македонија, можам да кажам, барем со тие што кои што јас лично сум разговарал, и не го разбираат во смисла на законските обврски. И сметам дека еве на вашите гледачи може би е добра прилика да го објасниме тоа.
Значи, согласно изборниот законник, право на глас во диаспората имаат македонските државјани кои што имаат регистрирано последно живеалиште во Република Македонија и кои што на еден или на друг начин се на привремена работа во странство. Барем барем оние кои што, како што реков, имаат валидна патна исправа, односно пасош, и имаат регистрирано посебно живеалиште. Сега, ако ние веќе ја земеме целокупната диаспора, каде што имаме втора, трета, четврта некаде генерација македонци, треба да сватиме дека не сите македонци, односно поголемиот број на македонци во диаспората, и немаат право да гласаат, бидејќи оние кои што се втора, трета или четврта генерација, они веќе немаат последно регистрирано последно живеалиште во Република Македонија. Сега, најголемиот проблем со кој што се соочува диаспората е далечината, односно големината на државите каде што луѓето живеат. Значи, во споредба со Република Македонија, каде што ние имаме изборни единици, односно гласачки места, буквално во секое училиште во населбите, можете да замислите дека, да збориме искрено, мислам да збориме отворено за Австралија. Австралија е еден континент кој што од едниот крај до другиот има негде околу 4000-4500 километри. Зборам од Перт до Сидни или до Мелбурн. Единствено место за гласање во Австралија е амбасадата во Камбера, која што е, можам да кажам, малечко градче во споредба со Мелбурн, Сиднеј, Перт, Аделајд или Брисбан, и конзулатот во Мелбурн. Така да, регистрирањето е едно, што значи дека може од дома и преку интернет да се регистрира. Точно, они си ги пополниле формуларите, се пратени во ДИК и они веќе се регистрирани во списокот на луѓе кои што може да гласаат. Меѓутоа, на денот на гласањето, сите тие кои што не живеат во Мелбурн или во Камбера, дури и во Сидне да живеат, треба да патуваат најмалку 350 километри за да стигнат во Камбера и да гласаат. Тоа е едната и најголемиот проблем кој што сметам дека постои, а второ е без разлика што се пријавија луѓе, сепак покачувањето на квотата беше нешто кое што на еден или на друг начин сметам дека по мое мислење не беше реално за поставеноста на диаспората или на македонската диаспора во сите држави низ светот, дали е тоа Америка, дали е тоа Канада, еве во Америка, да речеме, не ми текнува сега дали беа 2 или 3 места, меѓутоа сепак Америка е исто огромна држава, значи тој што живее во Лос Анџелес, како би можел да гласа, сега треба да оди во Њу Јорк или не знам во Вашингтон за да гласа. Мислам, сепак далечината како и да кажеме си го правеше своето и не мислам дека иселениците или луѓето во диаспората не излегоа да гласаат, него едноставно можеби моментот беше таков што некој пат човек и да планира нешто, бројката која што испадна да гласа во Мелбурн беше на вистина само таа од Мелбурн или во Камбера беше да речеме некој број од Сиднеј и од Камбера. Така да искрено ова што го кажувате вие и дефинитивно треба да се размисли, барем не знам за наредните избори, меѓутоа са сигурно после тие избори да се отворат многу повеќе. Ке лобирате ли кај македонските политичари да се промени тоа? Затоа што сега кај нив е одлуката, тие треба да одлучат. Апсолутно. Дали ќе отворат повеќе избирачки места, дали можеби ќе овозможат за нашинците и селениците да гласаат преку интернет? Или пак некоја сосема друго решение, меѓутоа сепак она што уставот ви го дава како право да се го искористите. Апсолутно. И видете, јас единствена политичка опција која што последниве 5-6 години и дозволи на диаспората да гласа, која што ја доближи диаспората до Република Македонија како никој пат досега, беше ВМРО ДПМН. Нормално е дека на Социјалдемократскиот сојуз не им одговара да се гласа во диаспората, бидејќи они нити немаат ни гласачко тело во диаспората. Сега кога сме веќе ќе седосме на последните избори, нивната теза беше дека луѓето кои што ја напуштаат Македонија, дека од Македонија се целуваат умовите и многу луѓе, нели, токму заради лошата политика демек на ВМРО ДПМН. А сега испаѓа дека ВМРО ДПМН велите единствената партија која што ја слуша диаспората и која што
има намера да го и прифати гласот на диаспората, а не само парите како што ги сакаме, нели? Видете, тоа дека, не знам, 600.000 ја напуштиле Република Македонија заради тоа што не се согласуваа со диктатура и со режим и така натака, тоа е еден политички спин кој што не малце еден подлог период го користат. Јас лично ниту верувам, па ниту сум убеден дека тоа е вистина, а искрено и повеќето од како да кажам, од луѓето во Република Македонија не го веруваат тоа, а не го веруваат заради тоа што фактите кои што се на терен, како што кажав, со тоа што ВМРО ДПМН на предпоследните и предпредпоследните избори добива тројца пратеници секој изборен циклус, е еден доказ дека тие 600.000, ако биле 600.000, сигурно дека СДСМ на последните избори би требало не 3, би требало 30 пратеници да освојат со толку гласови. Така да, тоа дека 600.000 ја напуштиле државата и дека не се служуваат, воопшто не е точно. Они се свесни дека немаат гласачко тело во диаспората и ова нормално беше свесно, можеби во еден вакуум, под еден притисок во кој што и самата држава се наоѓаше во тој период, направија се што можеа да диаспората или да диаспората добие некаква квота, со што се надева дека нели нема да успеат да се регистрираат прво толку луѓе. Они страшно се изненадија дека луѓето се регистрираа и на еден и на друг начин имаше луѓе да се постигне барем одредена квота. Тоа што, како што реков, не излегува луѓето, еден од најголемите фактори, па можам според мене да кажем и единствениот, е дека далечината го прави своето. Плюс тоа, овие избори малте не и беа малци и повеќе изненадувачки, во смисла дека и рокот во кој што сето тоа се одвиваше беше многу краток. На два пати одложување, па не се знаеше. Точно, на два пати одложување, предходното во март или во април, не ми текнува во април месец, веќе луѓето и почнаа да се регистрираат. Така да сега веќе еднаш регистрирани, па немаше избори. Па доаѓа декември, повторно уствари ноември месец, повторно треба да се регистрираат и сите тие работи кои што дали смислено или несмислено беа направени еден или на друг начин, па малци и да се отсрни диаспората, знаејќи дека гласачкото тело на ВМРО ДПМН постои во диаспората, меѓутоа јас можам само да кажам дека со оглед на целокупната моментална ситуација, диаспората, доколку има утре избори или наредниот месец, диаспората во секој случај ќе покаже колку тежи, колку вреди и кои се навистина вистинските вредности и она што навистина диаспората го верува и во кое што верува за Република Македонија, за македонската националност, за македонската култура, јазик и сето она кое што навистина нас не прави македонци. Без разлика, како што спомнавте вие, мислам дека и во Воведот, нели се организираат секакви манифестации и повеќето пати се прави една, како да кажам, една паралела помеѓу одредени, можам да кажам, интелектуалци во Република Македонија, кои што нели ги повикуваат сите од диаспората, враќате се назад да видите колку тука е тешко и така натака, на еден или друг начин се исмејуваат на сите оние патриотски побуди кои што диаспората ги има. Меѓутоа, за мене тие се тотално занемарливи работи и диаспората како диаспора, како што реков, секој барем од ВМРО ДПМН во последните два изборни циклуси била вреднувана со тоа што сме имале пратеници, а во последните 10 години била вреднувана со тоа што никој пат не била поблиску со проекти, со вистински дела до Република Македонија во последните 25 години или 27 години откако постои Република Македонија. Господине Турбаков, некако како да и го начнавме следното мое прашање, кога станува збор за односот на политичките партии кон диаспората. Воведувањето или најавата за можност од воведување на двојазичност во Република Македонија е нешто што во овие моменти е многу актуелно. Беше соопштено од лидерот на СДСМ токму на средба со наши во диаспората, македонци, албанци. Како гледате вие на тоа? И колку вие
како диаспора, сега велам, кога велам вие, иако 5 години живеете во Република Македонија, сметам на диаспората, сте запознати со оно што се случува во Република Македонија? Видете, најавата на лидерот на опозицијата, или бившата опозиција, можем да кажем, за мене се уште опозиција, во Швајцарија, пред македонските албанци, е точно одбран момент во кој што он несомнено сакаше да ги соопшти неговите намери при евентуална победа на изборите. Како што видовме на изборите, ВМРО-ДПМН повторно освои повеќе гласови од Социјалдемократскиот сојуз. Двојазичноста во диаспората, поготово во Република Македонија, е гледана како нешто кое што на вистина не сме да се дозволи, ама баш апсолутно под никакви услови, заради тоа што јазикот, културата, националниот интегритет, сувереноста се нешто што се многу тесно поврзани. И сите тие кои што живеат во диаспората, па и тие македонски албанци на кои што им се обрати господинот Заев, на нив им е многу јасно што значи да живееш во Швајцарија, што значи да во Швајцарија да можеш да си го негуваш албанскиот јазик помеѓу заедницата во која што живееш. Меѓутоа, официјалниот јазик на државата е германскиот, ако живееш нели во северниот дел на државата, па дури можеби и Швајцарија е малце еден, можам да кажам и единствен пример, еден од единствените примери каде што тоа и функционално би можело да обстојува во смисла на германскиот, францускиот или италијанскиот јазик. Меѓутоа, ако збориме за Австралија, да збориме за Америка, да збориме за Канада, официјалниот јазик во овие држави е англискиот јазик. Они се општества кои што имаат преку 130-140 различни националности. Се зборат преку 180 сигурно различни јазици помеѓу заедниците кои што живеат таму. Има голема заедница на италијанци, има голема заедница на кинези. Па дури има и на грци и македонци нормално. Меѓутоа, официјалниот јазик со кој што сите луѓе се разбираат е англискиот јазик. Во ниеден момент не ни е забрането на нас како македонци да ние во тие организации кои што ги имаме, во тие друштва кои што ги имаме, во прослави кои што ги организираме, да го говориме нашиот македонски јазик и ние тоа го правиме. Истото се прави и во Република Македонија. А на ниеден албанец не му е забрането во кругот на нивните како да кажам друштва, организации, во општините каде што се над 25%. Точно каде што се над 25% да разговараат, да кажеме, да го говорат албанскиот јазик. Малце дури можам да кажам и хипокритично е кога имаме политичари кои што се борат за двојазичност, меѓутоа на сите јавни настапи говорат албански. Така? И не само јавни, него и сите настапи кои што ги имаат, а нели бараме да се воспостави некаква двојазичност, а сепак тоа е малце хипокритично според мене, и доколку нешто бараш некој пат треба да го практикуваш тоа, не е само да го бараш. Имајќи во предвид па какви се правата на македонците кои што живеат во Албанија, она што сега се случува со жителите од Мала Преспа, обидот да се прикажат како бугарско население, сметам дека е дополнително. Мислам дека тоа, доколку сакаш да го дискутираме, може да се вратам на некоја наредна прилика, па цела емисија да посветиме на тоа. Апсолутно се служувам. Сметам дека они треба, поготово Република Албанија и сите наши соседни држави, треба да посветат малце поголемо внимание на малцинствата кои што постојат таму. Зборам за македонското конкретно, за другите искрено не ме интересира. Меѓутоа, ставот на диаспората е категоричен во смисла на се што ја засега македонската национална определба, македонската национална суверенитет, јазикот и културата. И нашата пред се слобода да се определиме како македонци. И дури во
во многу моменти со цела оваа ситуација има еден револт дека ние како македонци во нашата собствена држава сме сега ставени да се осеќаме како граѓани од втор ред, што е тотално погрешно, тотално неприфатливо за било кого. Сметам и за повеќето луѓе во Република Македонија, а да не збориме за диаспората. Господине Торбаков, претпоставувам дека имате контакти со нашинците во диаспората, со луѓето кои што сте предводници на тие лоби групи. Каква ќе биде реакцијата доколку еве се случи да биде прифатена она платформа која што ја нудат парламентарните албански политички партии? Дали ќе се случи она што се случи пред 25 години, кога беше променето знамето на Република Македонија? Апсолутно. Немам апсолутно никаков сомнеж дека ќе се случи тоа. Како што реков, платформа за избори, платформа за влада, платформа за владење или да се биде позиција во една држава, во диаспората може да помине само околу националните прашања на државата. Сепак поврзани со економските прашања, меѓутоа најбитни прашања се тие. Било кој македонец кој што од било кој X причини, да бидеме искрени, имаме огромен дел македонци кои што се отидени во Австралија, во Америка и секаде во Европа, уште на времето кога во времето кога Македонија беше дел од Социјалистичка федеративна република Југославија, и без да навлегувам во причините, можете да сватите кои се причините кои што они ја напуштиле Република Македонија. Тоа никопат нема да изумре. Јас верувам дека тоа што ќе се случи во диаспората ќе биде малтене пред една увертира во тоа што ќе се случува и во Република Македонија, а тоа се секако несогласувања, протести, масивни протести и неприфаќање на било кое друго решение, освен решението Република Македонија да биде суверена држава, на македонскиот народ и малцинствата кои што живеат во Република Македонија, а официјалниот јазик во Република Македонија е македонскиот јазик. И сепак ние сакаме, и јас сум израснат во или сум живеал долго години во едно општество кое што е мултикултурно, мултиетничко, многу добро ги разбирам мултиетничките вредности, како што сум ги барал јас тамо каде што сум живеел. Сакам да им бидат овозможени на сите други малцинства кои што живеат во Република Македонија, меѓутоа за се тоа сметам дека треба да има одредена граница и дека треба секој од нас да знае дека живее во Република Македонија, дека Република Македонија има свој суверенитет, има свој јазик, своја знаме, своја химна и пред се има устав кој што, ако да кажеме, го споредиме со некои од поразвиени држави како што е Велика Британија или Австралија, уставот во Австралија не е променет 160 години. Тоа кажува дека било кој што се доселил во Австралија од било која причина, па дури што е роден во Австралија и се смета за австралијанец во смисла македонец, австралијанец кој што потекнува од Македонија, уставот на таа држава е пред се тој кој што треба да се почитува и тој ги како да кажам, ги регулира параметрите на општеството и како општеството би требало да се однесува, да живее и како ние сите треба да живееме во едно општество. Така да, прашањето ви е на место. Искрено, да бидам искрен, верувам дека ќе бидат многу поголеми од оние кои што ве фасцинирале вас пред 20 и кусур години. Кога станува за економскиот развој на една држава, многу се значени инвестициите, но кои што доаѓаат од нашинците во диаспората. Многу значајно е кога некој кој што работел таму 20 и повеќе години ќе дојде тука, ќе отвори погон, фабрика или ќе инвестира во нешто кое што ќе продуцира отварање на работни места. Но Република Македонија е пример како нашинците кои што работат во големи корпорации, во странство, лобираат истите да дојдат во Македонија. Апсолутно. И тоа е она што јас преска го кажав, поготово поврзано, да речеме, со не само со лоби групите кои што можеби малце на пополитички начин
се занимаваат повеќе со политика, меѓутоа сепак во нашите дипломатско-конзуларни представништва имаме и промотери кои што се во секојдневен контакт со многу нашинци кои што на било кој ниво, а некои од нив и на многу сениорско ниво, менаџерско ниво, а можам да кажам раководно ниво, работат во видни меѓународни корпорации и они на еден или на друг начин се сепак гласот за инвестицијските можности во Република Македонија, она што ние го нудиме како држава, дали се работи за ниските порези, дали се работи за индустријските зони, дали се работи за квалитетна работна сила и сите оние работи кои што ние можеме да им ги понудиме на инвеститорите кои што би сакале да отворат свој бизнис или да го префрлат бизнисот или капацитетот во Република Македонија. Така да тотално сте во право, некои од нив дури и се дел од минатата влада на Република Македонија кои што работеле во видни светски корпорации и како такви успеале да дел од нивните производствени капацитети ги префрлат овде и дојдат и работат за добробит на Република Македонија. Имаме уште многу малку време и себе за крај само 1,6 милиарди еври, 1,6 милиарда евра на годишно ниво, според одредени статистички показатели, секоја година влегуваат во Република Македонија како директни средства од нашинците кои што се надвор од државата. Колку тоа помага на економијата? Значи не станува збор за инвестиција, не станува збор за носење на странски капитал, него станува збор за пари кои што директно тие ги дават. Точно. 1,6 милиарда евра се фактички девизните дознаки кои што се евидентирани преку Народната банка на Република Македонија. И сега тука има коефициент нели нормално на тие туристички трансфери и така натака, меѓутоа еве да бидеме конзервативни и да земеме само половина од тие 1,6 милиарда, тоа се негде околу 800 милиона евра, кои што се средства директно испратени од наши луѓе кои што се наоѓаат во диаспората. Дали е тоа за трансфери кои што се за нивните најблиски, или се трансфери кои што се праќаат тука на сметки за реновирање, за плаќање на порези тамо каде што имаат домови, има многу луѓе кои што се враќаат овде, прават свадби за нивните најмили. Значи има милиарди примери кои што се причина зашто тоа се случува и во секој случај мислам дека некој кој што може да свати што значи 1,6 милиарда евра или 800 милиона евра од диаспората, секако е една огромна бројка која што никој во државата не ја занемарува во смисла на потпомагање на економскиот раст на државата и во секој случај таа бројка од година на година се повеќе расте. Сега да не збориме за средствата кои што доаѓаат од нашите кои што ја посетуваат Република Македонија годишно, а кои што поминуваат низ минувачниците во Република Македонија, кои што моментално, да речеме, не се регистрирани како такви. Како некој е пишано правило, од она што е пишано помножи го по 4. Апсолутно, еве нека не е по 4, јас велам дупло да го помножиме. Така, тоа се стварно огромни средства кои што влегуваат во Република Македонија и како што реков, влегуваат по различни основи. Било кои да се основите, сигурно дека не се директни инвестиции, бидејќи за нив се води посебна евиденција, се од огромно значење за Република Македонија, за нашиот економски раст, за економијата и секако за подобрување на економијата на или на друг начин. Господин Торбаков, времето предвидено за оваа емисија истекува. Јас се надевам дека ќе имаме можности да разговараме и во идна прилика, меѓутоа повеќе на економски теми, многу помалку за политика, затоа што диаспората и понатаму ќе остане најголемиот лобист на Република Македонија, но Република Македонија ќе остане доследна и ќе си ја цени својата диаспора. Секако ви благодарам на поканата, мило ми беше што еве успеав да одговорам на некои од вашите прашања и се надевам дека ќе имаме прилика да поразговараме па и за истите теми поврзани со диаспората. Во секој случај точна ви е констатацијата, диаспората
секогпат во и со Македонија, а и до сега Република Македонија барем во последните 10 години била секогпат со диаспората. Да се надеваме дека на следните избори кои што ќе ги има Република Македонија, диаспората ќе си го поврати она што си го имаше трите пратеници во собранието на Република Македонија. Апсолутно се служувам и се надевам на истото. Почитувани гледачи, јас ви благодарам што и оваа вечер бевте заедно со нас. Останете и понатаму на програмата на регионалната К1 телевизија.